Георги Сламков, знаете ли кој е? Не знам. Љубинка Корабовска? Исто така не знам. Дали знаете некој од антикорупцијски? Никого не познавам. Господје, знаете кој е Георги Сламков? Не, Љубинка Корабовска? не. Знаете ли некој од антикорупцијска? Од антикорупцијска комисија, нешто така. Па да ти кажам, не знам. Не ги знам тие. И таа не ја знам. Георги Сламков кој е? Не. Фари Алиев? Не. А било кој од антикорупцијска? Не. Фари Алиев, например? Ве молам, не знам. Валда некој албански е тој што ми името така ја кажа. Не го знаем ми тоа. Тие се од антикорупцијска. Вие знаете некој било кој од антикорупцијска? Немојте само не. Дали знаете кој е Георги Сламков? Кој? Георги Сламков. Не го знам тој. Не. Фари Алиев? Не ги знам. Тоа се од антикорупцијска. Знаете ли некој од антикорупцијска? Не, тие не ги знам. Не. Не знаете? Не. Тоа е прашањето. Не знам. Фари Алиев? Не ги знам, как ги знам. Некој од антикорупцијска дали знаете? Никога не. Што прават? Каде се? Им ги видел ли некој лицата? Работата на антикорупцијската комисија е енигма дури и за новинарите кои долги години покриваат корупција и судство. Јас искрено од тие членови дали знам двајца и тоа од некоја претходна нивна работа. Со самото тоа што председателот на антикорупцијската комисија се наоѓа на оваа функција веќе 5 месеци, значи од април 2013, а ние поима сме немале, јас дознав дури пред неколку дена, кажува за самата соработка на антикорупцијската со новинарите. Овој човек е првиот борец против корупцијата и беззаконието во земјава. Георги Сламков. Граѓаните не му го знаат ниту името, ниту лицето, а на позицијата председател е веќе 5 месеца. Со претходната председателка се имав слушнато дури 2 пати, ликот не го знам. Во тие 2 пати да изјава која што беше крајно анемична и мислам речи си неискористлива. А ова е Љубинка Корабовска, туристичкиот менажер или жената чија анонимност веројатно ќе беше уште подлабока да не беа бурните расправи во собранието помеѓу опозицијата и власта за незиниот избор. Еве го CV-то на Љубинка Корабовска, председателот, и сакам да запрашам неколку работи. Во периодот од 2002 и 2007 година Корабовска работела како самостоен референт во јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. Председателката Корабовска и покрај тоа што не ги исполнува законските квалификации, сепак како истакнат партиски кадар и член на избирачки одбор, кадар од расадникот на ВМРО ДПМН, а тоа е јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, чиј сопруг е член на управниот одбор на ЕМО и со новиот бран по се изгледа ќе биде и директор на пазарната инспекција, ќе продолжи понатаму да ја изобличува работата на комисијата. По ова прашање следуваше иницијатива од невладината Транспарентност Интернешнл Македонија. Бараат од собранието записник од изборот на Корабовска за член на комисијата. Документите се уште ги чекаат. Законот вели дипломирани економисти и правници може да бидат членови на Државната комисија за спречување на корупција. Побаравме од собранието кој што ја води постапката за избор, затоа што и собранието како такво мора да има своја одговорност. Тие не можат да се однесуваат неодговорно и самите да ги кршат законите на оваа држава. Побаравме да ни достават информација на основа на кои документи и да ни ги достават сите документи, кои што господјата Корабовска ги доставила во собранието при поднесување на пријавата по конкурсот за членови на Државната комисија. Од собранието добивме одговор дека таа ги доставила потребните документи, но првенствено се повикуваат на тоа дека собранието донело одлука дека таа се избира. Собранието може би донело одлука, но таа е незаконита одлука, а тие не ни ги доставија документите кои што ги приложила господјата Корабовска. Се жалевме до комисијата за која што треба да обезбеди пристап до информации од јавен карактер. И да, ја уважија жалбата и добивме решение, односно Собранието на Република Македонија доби решение со кое што нашата жалба се уважува и на основа на кое тие ќе мора да ни ги достават овие
документи. Но што е со другите луѓе во ова тело? Кои се, чии се и какви им се квалификациите? Георги Сламков предавал право на повеќе факултети, има 37 години. Во своето CV напишал дека поседува изразена способност за тимско работење, комуникативност, трпеливост и ораторски способности. Но освен во интервјуто за порталот Курир, неговите ораторски способности и комуникативноста се уште не допреле до јавноста. Љубинка Корабоска, или туристичкиот менаџер, ја има најкусата биографија. Се бавела со продажба и маркетинг на станови, но силна лирика го краси и незиното CV, способно за тимска работа, силни професионални вештини и добри комуникацијски вештини, се пофалила Корабоска. Кои се другите? Мирјана Димовска е поранешен новинар во македонската радиотелевизија. Љубинка Муратовска-Маркова е баба на портпаролот на МВР Иво Котевски и мајка на апелацијската судијка Маја Маркова-Котевска. Фарија Алиу работела во општина Гостивар. Зоран Додевски е поранешен судија, а Сајди Хелили има историја на економист во повеќето државни институции. Но една работа е заедничка за сите – невидливоста во полето на борбата против корупцијата. Прво спорен е форматот на луѓето во антикорупцијската комисија. Овој состав кој е професионален и кој очекува сите дека со професионализација на функцијата ние ќе добиеме луѓе кои навистина работат, се борат и така натаму за спречување на корупцијата, ние добивме состав во кој беа грижени од пензионери, нечии роднини на функционери, па до луѓе кои буквално немаа врска ниту со правната или друга професија која се бараше. Редовно се обидувам да најдам некоја новост која што може да се искористи. Меѓутоа најчесто иницијативите што ги покренуваат за некои, да не речам, личности од трет ешалон, најчесто од опозицијскиот состав, се работи за ситни суми пари кои што реално и немаат некој одек во јавноста. И сите семинари кои што они ги посетиле, сите стратегии за борба против корупцијата што ги донеле и така натаму и така натаму. Значи, тоа се работи кои што јавноста ниту е заинтересирана да ги знае, како документи пишани на лист хартија и презентирани пред јавноста, еве ние изработивме стратегија, ниту пак е нешто кое што има реален ефект во борбата против корупцијата во Македонија. Поранешната и прва председателка на антикорупцијската комисија Слаѓана Тасева вели дека во времето на првиот состав постојано биле присутни во јавноста. Во услови кога работевме во 20 квадрати, позајмена просторија во Министерството за правда со еден човек во секретаријатот. Ние го завршивме нашиот мандат со 6 луѓе во секретаријатот и со просторијата во градски трговски центар, која што граѓаните популарно вика аквариум, затоа што целата е од стакло и бевме многу транспарентни и постојано обкружени со медиуми и со граѓани, и речиси немаше ден да помине, а да нема некаква информација во врска со комисијата, за работењето на комисијата, за незините активности и иницијативи што ги презела, за редовните седници кои што ги држевме. Со неа ќе се сложат и новинарите. Тако предходно одевме на брифинзи најредовно, таму споделувавме информации, ни се јавуваа, не вика ние имаме ова, дојдете вие што имате конкретно еве за случајот Бачило, значи имавме пристап до целата имотна состојба на функционерите, дури оние кои што ја напуштиле функцијата. Сега да ме прашате, јас ниту знам кои се членови, ниту пак им ги имам видено ликовите, ниту никош сум се слушнала по телефон, иако многу пати сум се обидала. Веб страницата на комисијата е илустрација и за тоа што и колку се работи. Првото нешто што го гледате во секцијата активности е средбата на новиот претседател Сламков со министерот за образование, а втората е неговото интервју за порталот Курир, каде зборува за корупцијата во Европската Унија. Па следат јавни опомени по некој ситен случај од областа на судирот на интереси и безброј информации за сите семинари на кои се прошетале членовите на комисијата. Пресконференциите се чини дека одамна се минето. Се сеќавам дека отидов да им пријавам еден случај каде што јас открив сериозен судир на надлежност на поранешниот градоначалник на Тетово. Значи од тоа има повеќе од година дена
Градоначалникот си одлучил сам за себе да си ја легализира куќата, тоа беше еден од предметите кои ги анализира во Фокус. Тоа е Сади Беджити, поранешен градоначалник, ветија дека ќе отворат постапка по мојата иницијатива, односно по моето пишување, бидејќи таму имаше конфликт на интереси, што би рекол премиерот, од авион се гледаше конфликтот на интереси. Ја поднесов представката, до ден денес не добив информација дали воопште ја разгледали или дали поднели, ако сите беа едногласни дека да, овде има предмет. Тоа беше моето последно одење формално во антикорупцијската комисија, бидејќи нема зашто. Зашто би трошал време, за кој брифинг, ако вие не гледате дека некој има иницијатива. Значи треба нешто да поднесат, некој друг орган да го работи или да не го работи, па вие да барате дополнителна информација од нив. Што би барал јас од нив? Антикорупционерите не одговараат на иницијативите. Пролетва со нивните имиња се китеа наслови од типот «Антикорупцијската минува изборен подкуп». Тогаш членовите решија дека владата може слободно да вработува луѓе за време на изборите, оти од таму им се јавиле и ги прашале. Единствената акција беше покрената за имотниот лист на опозицијскиот кандидат Андреј Жерновски. Ништо не се случи ниту со ревизорските извештаи од Скопје 2014, ниту со дупката од 3 милиони евра во изборната сметка на ВМРО ДПМН. Фрчеа казни за опозицијата. Дури и тогаш кога има најочигледни случаи на незаконито однесување и коруптивни делувања, тие се јавуваат во улога на покривање и заштита на коруптивните делувања од страна на луѓето кои што се во власта. Фактот дека таму нема компетентни професионалци ги прави нив да бидат послушници. Затоа што интегритетот на институцијата произлегува од интегритетот на поединецот. Таа институција која што е во буквална смисла на зборот продолжена рака на власта, е срамно што не само што не работи, што не гледаме на дело дека работи нешто, туку и воопшто не ја заборавивме дека постои. Експертската анализа на Институтот за демокрација Societas Civilis го прогласи првиот состав на комисијата за најдобар, а предпоследниот под водство на Љубинка Коравоска за најлошиот состав досега, без ниту една иницијатива за корупција на високо и врново ниво и со мала видливост во јавноста. Ќе се одважат ли добро платените антикорупционери да започнат вистинска борба со криминалот? Ќе дочекаме ли нивните имиња да бидат препознаени од граѓаните? Кој знае? Во меѓувреме редакцијата на Нова се уште чека одговор од Ѓорги Сламков на поканата за интервју и уште една шанса за негова поголема видливост во јавноста.